22 април по покана на новинар во ТВ 24 гостував на емисија по една друга тема што се однесува на нашето функционирање и функционирањето на државните институции во време на пандемија, но во лично име, помеѓу другото, изјавив и по повод заканата на поглаварот на ИВЗ дека овде ќе направи Бангладеш, јас во лично име, а не во име на комисијата, изјавив дека јас не прифаќам никој да му се заканува некој друг во мое име како муслиман, затоа што не сум бил прашан за тоа и тоа не се однесува само на еден група граѓани, него се однесува на сите граѓани на земјата во време на пандемијата, каде што ризикот беше ист за сите. Тогаш само ќе издвојам реченица, реков дека никој не е над законот, па ни ИВЗ. Таа реченица намерно беше најава дека не е случајно тоа што јас се изјаснив во моментов за таквата изјава, бидејќи кај нас од 1.11.2019 година има пријава, како и сите други пријави што се доставуваат до Државната комисија за сомневања за незаконитости и злоупотреби на финансиски средства од страна на раководни и други верски службеници во исламската верска заедница. Но ова пријава што е доставена кај нас не е посебна, него е копија од кривичната пријава која истовремено е доставено до јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, до Управата за финансиска полиција, до Управата за јавните приходи и другите институции. Како што реков, наводите на пријавата се однесуваат на злоупотреба на финансиски средства, кои е точно дека тие финансиски средства не се средства од буџетот на Република Северна Македонија, и од тука имаше јавна реакција, па и писмена реакција од ИВЗ дека наводно ние се мешаме во автономијата на ова верска заедница, што по мене не е точно, и затоа се избра овој момент тоа да се докаже и практично преку анализа на 116 докази кои беа ставени во прилог на пријавата, која истовремено е и кривична пријава. На што се однесува нашиот пристап и постапувањето? Согласно член 8 став 2 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, службени лица се именувани, избрани и вработени во јавен сектор, а не и верските службеници. И затоа тие наводи за злоупотреба, кои се дел од кривичната пријава, нема да ги изнесам денеска тука, бидејќи се води постапка пред јавно обвинителство, и кога ќе има разрешница, јавноста ќе се информира за конечна одлука, односно дали ќе биде прифатено обвинението во овој случај по ова кривична пријава. Не се службени лица, тоа е точно. Дека ние се мешаме во нивната автономија не е точно, бидејќи и написмено тие се обратија со допис каде што сакаат соработка, но ете одредени членови им се мешаат во работата. Јас не сакам да докажам или овде да измислам топла вода, но секој треба да си знае кога тоа го кажав дека не е над законот, бидејќи Законот за спречување на корупцијата, Законот за здруженија и фондации, Законот за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група, Законот за Централниот регистар на Република Северна Македонија, Законот за управа на јавните приходи и ред други закони, како што е Законот за даночна поставка, персоналниот данок, данокот од доход, прават точна конекција дека верските заедници се правни лица, дефинирани во нивниот закон, и треба да исполнуваат многу обврски спрема државните институции кои се службени лица
и се под наша надлежност. Значи, ние не бараме и не се мешаме кај нив, него бараме како службените лица од сите институции што произлегуваат од сите наброени закони ги извршуваат своите надлежности, а од тоа што го прибравме како документација од Централен регистар, од Управата за јавните приходи и од Министерството за финансии произлегува дека последните 5 години верската заедница, односно ИВЗ, Исламската верска заедница, не доставила основен извештај и годишна сметка и од самата институција Централен регистар е доставена информацијата дека тие што се надлежни и должни да покренуваат постапка за недоставување на извештај не постапиле, не доставиле податок дека постапиле, што веднаш спаѓа под контрола на нашата надлежност за непреземање на действие, што е надлежност и службена должност. Управата за јавни приходи не известила дека точно е согласно законот врши надворешна контрола на здруженија на граѓани, на фондации и на верски заедници, исто така кои спаѓаат во таа група, но надворешната контрола е започната за периодот од 1.1.2014 до 31.12.2018 и е во тек. Информацијата е од февруари месец, но до ден денес немаме информација дали е завршена надворешната контрола и се уште не е доставен записник. Од Министерството за финансии добивме информација дека во последните 10 години Исламска верска заедница при враќање на имот добила обврзници во вредност од околу 9 милиони 100.000 евра, пари што се како компензација за имотот што не може да се врати, или по конкретно да ви кажам дека е негде над 48.000 метри квадрати земјиште и 210 метри стамбен простор, односно деловен простор. Значи, сите овие наводи ќе ги провери јавното обвинителство за организиран криминал. И поради тоа, поаѓајќи од законот за сметководство на непрофитните организации, јас презентирав денеска пред комисијата дека и така имавме средба со директорот на комисијата за односи помеѓу верските заедници и религиозните групи да се направи проверка, односно антикорупцијска проверка на регулативата како што е законот за правната положба на црква, верска заедница, религиозни групи, законот за здружение на граѓани и фондации и законот за сметководство на непрофитните организации, бидејќи има конфузија. Значи не е јасно, бидејќи не се сите под ист назив, односно под ист поим, се разликува и некој може или да создава конфузија поимот непрофитни организации, здруженија на граѓани и здружени граѓани. Затоа ќе покренеме постапка за антикорупцијска проверка и да предложиме односно усогласување и донесување на нов закон ако има потреба, за да може да биде што попрецизно. Конечно, предлогот на мерките поради пропусти и непреземање действие од страна на Централниот регистар ќе се покрене иницијатива за утврдување одговорност на директорот и на службените лица во Централниот регистар. До владата ќе се побара од Управата за јавни приходи да достави записник за извршената финансиска контрола и зависно од тоа ќе видиме што ќе произлезе и каква иницијатива може да произлезе кога ќе го имаме записникот. За ова иницијатива ќе се извести и владата и тоа што го реков како антикорупцијска проверка на закони, и сето овие мерки се однесуваат на службени лица согласно нашиот закон, и по мене тука веќе треба
докажано да се демантира нашето мешање во работата на ИВЗ. Што значи нема мешање, него има државни институции кои имат надлежности и треба да спроведуваат закон, бидејќи, пак велам, никој не е над законот.